Добро вечер. Во овој момент се вклучуваат во отворената програма на отвореното студио. Јас се продолжувам темата која ја нашла веќе и во вестите, а тоа е прашањето што нам ни се случи со своевидната спортска и граѓанска катарза синоќа на градскиот плоштад по вториот клубски успех на ракометниот тим на Вардар. Жедни за успех и гладни за победа, и граѓаните и спортистите го направија неопходниот флуид да се направи атмосфера која е достоинствена и за одбележувањето на победата и за дочекот на нашите спортски херои. Се разбира, во секоја работа и дури кога ручате, знаете да се изфлекаде така што и на плоштадот една група на навивачи, на приврзеници, на симпатизери и ставија дамка, ја изфлекаа манифестацијата со изблекот на прилично проблематичната националистичка реторика која не ги напушта навивачките кругови без оглед на етничкиот дискурс. Без оглед дали се скандира клети шиптери или македонско девојче со извинување курвиче и така натаму, тоа е ракусот на домашното воспитување, тоа е ракусот на нашата култура и на нашиот бон-тон. Синоќешниот дел на манифестацијата, на пристигнувањето, за мене отвора две прашања. Едното е врзано за перспективата на ракометниот тим Вардар, но од аспект на спортското менаџирање и на спортскиот менеджмент, особено како да се сочува успехот и да се гради понатамошни успеси со создавање на своји школи, свој развој и така натаму, и се разбира прашањето на така нареченото бон-тон навивање. Мои вечерашни гости се деканот на Факултетот за физичка култура Ленче Алексовска и познатиот правник, судија и проследувач на правилата на бон-тон на навивањето на спортскиот менеджмент, што сега излегува така. Тоа е во четврток промоција. Да, во четврток промоција од Лазар Нанев. Добро вечер, Алексовска и Нанев. Благодариме за поканата. Прво што сакам да чуем од вас како спортисти, како проследувачи, како ентузијасти и така натаму, што видовте синоќа? Како го доживеавте Вардар и навивањето? И пречекот? Да, навистина големи емоции, голема гордост, убавина, среќа. Значи, бевме горди што сме дел од оваа држава, бевме горди на овие момчиња, во кои што некој верува, а некој не верува дека ќе се стигне до овде. Тоа е една порака, секојаш треба да го следиш, и кога му е тешко на некого, и кога оди напред. Вчера покажавме дека може Македонија да биде единствена, дека сите можеме да навиваме како едно. Покажавме дека имаме можност за големи манифестации, покажавме можност дека имаме шанса за големи освојувања, да бидете европски првак. Па ја не знам дали Македонија во нешто друго е европски првак. Така да и тоа по втор пат за 3 години. И тоа по втор пат за 3 години, значи капа доле на спортистите, на менеджментот, на сите тие луѓе. Сигурно безброј луѓе се вклучени во целата оваа структура. Честитки за Самсоненко и за сите оние што ја водат што го водат овој клуб. Навистина чувствувавме нека тарза, не знам што да кажам, кога отидовме на плоштадот, толкава маса на луѓе собрани, и тоа собрани само иницијативно, по ничија директива, а тоа го може само спортот. Бидејќи спортот е една активност која што обединува, која што значи толеранција, која што значи еден природен развој, и затоа оваа држава мора да му се посвети многу на спортот, затоа што ако стакаме здрави деца, ќе имаме здрави адолесценти, здрава нација и здрава држава. Нанев, како вие
ја доживувавте вчерашната, да речем, социјална, спортска манифестација на Скопскиот площад? Добро вечер, ќе ми дозволите на почетокот со оглед на тоа дека денеска е празник да им го честите на граѓаните од исламска вероисповест. Добро. Празникот Рамазан Барјан и се разбира огромните честитки за ракометните херои, за ракометниот клуб Вардар. Ги испративме како аутсайдери, ги дочекавме како шампиони. Знаете, се уште чувствувам силни емоции како спортски работник и како граѓанин, кој што го чувствува тоа огромно задоволство, кој што се покажува дека најисплатливата, би рекол, странска или економска инвестиција во државата е ракометниот клуб Вардар, бидејќи тој представува една симбиоза, едно единство на Европа во мало или Западен Балкан во мало со присуството или учеството на ракометарите кои што доаѓаат од цела Европа. Знаете, кога тие споделуваат радости, кога споделуваат знаења, вие морате да се чувствувате како горд граѓани на оваа држава, односно како горд македонец кој што преку емоциите, преку спортското бодрење и преку спортското знаење продавате или нудите еден производ кој што ве препознава и како нација, меѓутоа ве препознава и како една моćна европска ракометна сила. Тоа навистина е еден огромен предизвик кој што досега пленеше или беше предпознавлив за најголемите европски западни цивилизации. Тука дефинитивно се покажа дека нашата држава има сериозни капацитети кои што во наредниот временски период мора да се задржат за сметка на она што го и покажавме во изминатиот временски период. За 3 години да донесете во држава која што е мала, би рекол, непредпознатлива, според нели површината и според учеството по група на жител во масовниот спорт, ние некаде имаме 10 до 15% учество во делот на вкупниот број на жители. Тоа е релативно мала бројка да создава и промовира европски прваци. Навистина треба да бидеме сите горди како држава и како граѓани на оваа држава. Има една друга димензија која мене ми остави впечаток, значи повеќе говорам врз основа на печаток, а не како аналитичар. Прво, мислам дека им е допуштено славието на ракометарите и на симпатизерите и на гледачите. Мојот социјален аспект е дека ние стварно сме жедни за победа и за успеси. Второ, ми се чини дека за прв пат слушам дека русин, шпанец, хрват се македонци. Да. Но таа димензија на одреден начин зборува за една друг агол кој не смеме да го подцениме. Тоа е космополитизмот во спортот, што Вардар ги носи на Балканот и ги носи. Дали е тој нов квалитет за кој ние допрва треба да го изучуваме и како спортска култура и како провокација? Така е, токму тоа и јас го забележав. Они дадоа еден нов импулс, една нова димензија. Значи да се бориш, значи ти потекнуваш од друга земја, излегуваш на бина и ти се поистоветуваш со групата, со државата, со фактички идентитетот македонец. И тоа е една димензија на цивилизација, на култура, на спортска култура. Значи на култура севкупна, еколошка култура, домашно воспитание и така натаму. Ние треба да целиме на тоа. Значи, тоа те прави да бидеш права личност, тоа те прави да бидеш горда личност. И секоја чест, значи, на она што знаат спортистите да го кажат хемијата во тимот, тимбилдингот кој што е создаден, тој не е случаен. Значи, сигурно тој се градел со години. И таквото менаџирање, значи, овој европски клуб треба да биде модел за сите други, со сите тие предности и недостатоци. Со се она што го видовме. Меѓутоа, јас секогаш кога анализирам, дали холистички пристап, дали индивидуално, секогаш тргнувам од личност. Значи, секој индивидуалец е одговорен прво за себе, што ќе каже, како ќе направи, како ќе има собствена перцепција и така натаму, а потоа тоа го пренесува и тоа е модел по социјално учење на сите оние каде што тој може да допре.
И тоа е суштината на една индивидуа. Значи да се гради како личност, а да бидете личност е голема привилегија. Да бидете една вистинска личност со самодоверба, со сигурност, со упорност, со дисциплина, со култура на говор, да нема, како што кажавте во воведот, да нема говор на омраза. Оној што прави говор на омраза, повторно сега кажувам од аспект на психолошки профил, некој, ако можам така да се изразам, всушност има некоја фрустрација лична. Тоа се некои комплекси, тоа се проекции лични кои што се создадени за жал прво во семејството. А потоа одиме во другите агенции на социализација. Значи тука е државата, тука се другите сите мали фактори кои што придонесуваат една личност да се развие вака или онака. Меѓутоа имаме успешни модели во последно време, да не ја заборавиме Тамара Тодевска. Значи, прв пат исто така се почувствувавме, се наеживме од незиниот глас, од незиниот квалитет. Ние можеби сме мала држава, меѓутоа ние сме многу талентирана држава. Нас само мислам дека ни треба еден систем, една дисциплина која што ќе треба да ја почитуваме, ни требаат стручни кадри, да ги респектираме. Не можеме ние да сме нација и народ кој што се знае. Ако вие сте водител, значи јас морам вас да ве респектирам. Мене тоа спортот ме учи. Да ме учи да ве почитувам, да на фер плей. Така се учат децата од мали и така тие се развиваат во странските земји. Знаете како ние кога сме оделе на надпревари во странските земји, знаете како тие навиваат? Со едни знаменца, цело време пеат, цело време ја поддржуваат екипата без разлика дали губи или води. Значи нема големи силни емоционални реакции, како што има кај нас. Ние уште не сме научени да се справуваме со порази. Ние сите се сплотуваме со успехот. Меѓутоа, кога ќе доживееме пораз, сите бараме виновници. Тоа е културата на еден народ. По принцип, спортистите се идоли. Идоли на маса, идоли на држави, идоли се. Во моментот кога се прекинува нитката меѓу идолот и масата, кога ти изразуваш политички, лични, па и прилично симптоматични тези. Морам да кажам на овој начин дека Стоје Стојков е за нас сите идол за Македонија. Меѓутоа, прашањето дали да ја запалиш масата, дали ја признава Северна Македонија или Република Македонија, е начин на кој меѓу другото зборува за општото ниво. Дека ти влиеш врз масите. Како тоа да се канализира низ еден спортски дух? Знаете, Чомо, зошто се идоли? Во нашето општество, кое што го знаеме какво што е разединето, поделено и така натаму, се покажа дека спортистите играат клучната улога преку создавањето на одредени вредности. Ракометниот клуб Вардар, неговите играчи, земете го овде ликот и делото на нашиот идол, ракометар Лазаров, еден од најдобрите светски ракометари кој што всушност представува идол, или ако го земеме нашиот фудбалски идол Пандев, преку вредноста, преку квалитетот, промоцијата на своите игри, тие сте препознатливи амбасадори во делот на својата професија. Тие имаат свој производ кој што се одликува, кој што ги манифестира, кој што ги препознава. Меѓутоа, тука имаме во рамките на масата која што ги следи таквите надпревари. Тоа се главно оние навивачите или, ако сакате, симпатизерите на фудбалските клубови, на ракометните, на кошаркарските клубови, затоа што ги делиме, или фановите и така натаму, да ги земеме, се разбира, и хулиганите кои што учествуваат на ваквите надпревари. Се разбира дека во одредени сегменти и самата навивачка група прави обиди како да биде препознаева или идентификувана со својот собствен идол. Јас се согласувам дека може би со оглед на квалитетот на играта или идолот, својот препознатлив стил на однесување, мора да го прилагоди на однесувањето во одредена дадена ситуација. Она што се случи во текот на вчерашниот ден за време на самата манифестација, јас би го дефинирал како одредена изолација од аспект на општествените и економските односи кои што се случува во државата во изминатиот временски период, поларизираноста, поделеност и така натаму. Ја немам ништо против на реакцијата на граѓаните кои се собра и кои на овој начин изразуваат и свој револт околу промената на името. Тоа сигурно имавме преку 100-200 илјади присутни граѓани, ќе забележите, кои што за прв пат
без под наводници она купување на сендвичи, пијалок или автобуси, да имате присуство од преку 200.000 симпатизери кои што сакат да ја споделат радоста, сакат заедно со своите индели да го споредат целокупниот успех, тоа е голема работа. Но се сложувам со вас дека ваквите идоли мора да внимаваат каков ќе биде нивниот пристап кон масата, затоа што во зависност од нивниот начин на однесување или комуникацијата со јавност и самата јавност реагира во дадениот момент, што се случи, и тоа се разбира во текот на вчерашниот ден. Независно од фактот дека е неприкосновен капитен Стоиле Стоилов, он морал да води сметка морал да води сметка за своето влијание и веројатно барем мислам дека низ спортските стадиони го научил тој пристап, како што на пример Лазаров е синоним за одмереност и умереност. Јас ќе ми дозволите овде само мојот впечаток и за мене, нека ми простат овие сите навивачи, симпатизери и така натаму, беше несвојствено, се разбира ако тоа го направил и донорот и симпатизерот, кога ги видов ракометарите уште од пристигнувањето на аеродромот со чашите, односно на скопско пиво. Тоа може да биде и корпоративен маркетинг, ама тоа треба да размислиме. Чомовски, ќе се сложите, не можете да дозволите во една таква состојба, од силен стрес на емоции, на доживување на целокупниот настан, вие ќе забележите одредени ракометари во каква состојба се појавиле. Знаете, во една неконтролирана состојба. Неконтролирана состојба заради тоа што може би и таквата неконтролирана состојба и таквиот начин на однесување да влијало и овој конзумирањето на уште повеќе што се ракометарите се светски имиња на овој начин, има неверојатна слобода. Ми се чини дека прв пат никој не се качи на бината, никој не го партизира нивното доаѓање, што е добар знак. На крајот на краиштата никој не се качи да им се заблагодари од официјалниците, што за мене беше добар пристап. Тоа е нивна победа, нашиот односот кон нивната победа. Добро е што ниту една политичка елита, дали власти или опозицијата, не ја украде победата на ракометарите, и тоа е еден одличен позитивен сигнал како треба да се однесуваат политичките елити, меѓутоа во текот на денешниот ден да заборавиме она што е навистина пиар, она што навистина представа протокол и од страна на претседателот на државата и од страна на владата беше остварено со нивниот прием, што навистина е за поздравување. Впрочем, ако од претходните денови го следевме и дочекот и прославата која што се случуваше и во Ливерпул, начинот на кој што беше организирана самата прослава, каде што црвените ѓаволи нели преку нивната прослава ја прославија европската титула. Мораме да ги учиме таквите вредности и се сложувам дека ова навистина беше еден од оние позитивните сигнали дека за прв пат ни се случува во нашето општество политички елити да не ја украдат славата на мене ми е јасна ривалитетот на навивачките групи. Повелете. Да, јас другачие гледам на целата ситуација. Значи, јас ја гледам големата слика. Прво, да се навратам на она околу Скопско и така натаму. Значи, јас сум била врвен спортист, имам 6 шампионски титули освоено, верувате. После ваква победа, ние значи на ниво на Македонија шампионски титули, меѓутоа ако ќе станеш европски првак, извинете, ама дозволено и тоа да го направат овие златни момци. Значи сигурно они не знам што направиле, не испиле да кажам 10 лименки и така натаму. Значи тоа е чисто една како да кажам, еден ритуал кој што е дозволено само во такви високи ситуации на успех, на шпицови, на апсолутно, они во текот на целото првенство. Значи тоа околу тоа, а околу ова што кажавте за политичка елита, што не се појавила и не, и тука јас, да, во овој момент може би позитивен нагол. Позитивен, да, ама сега сакам да кажам, да, позитивен нагол сега може би во моментите кога кај нас е таква како што е нели политиката и предходно и сега нели си има политички партии каде што си имаат влијание и слично. Меѓутоа, за мене понатаму во иднина ќе беше сосема легитимно
без разлика која политичка партија на власт или опозиција, сите да дојдат и да ја прослават оваа победа. Значи да не го делиме народот на политики, партички и така натаму, него баш буквално сите, без разлика од вероисповест, од која политичка партија, стари, млади, возрастни и деца, јас знам дека вчера сите ја чувствуваа оваа победа. Значи тоа се осеќаше меѓу народот. Јас бев меѓу тие деца таму. Зошто не сме научени на спортски бонтон? На ова што и Нане вели, на еден дочек на Реал Мадрид, на Ливерпул и така натаму. Не и они немаа проблеми со собствените навивачки хулигани или дека не пијат пиво и така натаму, меѓутоа имаат некакви стандарди. Дали нам ни недостига домашна култура, како што велите, спортска култура и така натаму? Па секако. Затоа што, внимавајте, не можам да разберам дека ама апсолутно за тим во кој нема шиптари треба да викаме клети шиптари. Не, тоа е за... Уште повеќе што нам имаме фудбалска репрезентација во која 5 мина се албанци. И тоа се најдобрите. А да дае Господ Шкендија да влезе во полуфинале на Лига на шампиони, што ќе викаме тогаш? Знаете што? Значи, прво треба да имаме една општа едукација за спортот. Значи, спортот не е едноставен. Значи, спортот е многу комплексен, многу сложен. И во спортот не се бираат по националност, дали си македонец, албанец, србин и така натаму, туку се бираат по квалитет. И спортот е едно единствено место кај што си соголем, кај што си биран по квалитет и се гледа дали си квалитетен или не, и тоа го покажува резултатот. На секаде, во секоја сфера, од секој аспект можете да се скриете. Можете да побарате пријател, да повикате пријател. Меѓутоа, ако сте на спортскиот терен, сте сам. И затоа велиме дека спортот е привилегија на најдобрите и таа сложеност на спортот фактички ја прави да биде толку интересен и примамлив за сите, да сите го коментираат и сите да бидат нели условно да сакаат да бидат. Нашиот колега кој ја следеше доаѓањето на екипата го прашува Дибирев. Да. Што направивте на полувремето Барселона? Вика, влеговме во соблекувалната и сите у пичку материно. И тоа беше меѓу себе. Тоа беше спонтанитетот на нивната мотивација. Во вулгарна смисла. Да. Но ако е тоа внатрешно мотивирање на спортскиот дел, зошто ја нема рефлексијата на надворешниот дел? Или можеме ли да ја изолираме таа екстремна некултура која нам ни се појавува? Знаете што? Значи, треба да работиме на тоа. Треба превенција. Значи, прво, добро кажа колегата Нанев, дека репресија, значи репресивни мерки мора да има. Кога ќе се направи вакво нешто, значи вакви инциденти, говор на омраза, физичка агресија, вербална агресија и така натаму, сето тоа мора да се казни. И тоа да биде пример за следен пат да не се направи. Ама, Нанев, вие сте правник. Од сенекешниот собир импозантен, 100.000 можеби имаше, нешто и помалку можеби. Ја можам да верувам дека Оливер Спасовски задоволен нема инцидент. И тоа е точно. Ама не може да бидам задоволен да кажам нема елементи на битие на кривично дело. Кога ти на јавен собир дискредитираш на национална основа. Значи, апсолутно се случувам во овој дел. Денеска и кога го прочитав и билтенот на Министерството за внатрешни работи, првата перцепција, првиот впечаток е дека во текот на вчерашниот ден јавниот собир кој што беше организиран по повод пречекот и славието на ракометарите се одвил во најдобар ред. И тоа е генералниот впечаток, не навлегувајќи во одредени инциденти кои што се остварува законско битие на кривично дело или прекршок и така натаму. Значи можеме да ги дефинираме наредните аспекти. Јас очекувам дека можеби во наредниот аспект сето она кој што во нареден временски период сето она што и денеска разговаравме и сето она што го следиме на социјалните мрежи, затоа што на социјалните мрежи денеска излегуваат огромен број на видеа во кои што се манифестираат одредени негативни дејања и така натаму. Знаете, ние се уште имаме едно чувство во кое што спортот го доживуваме како забава. Спортот
во македонското општество, во нашето друштво не се доживува како одредена економска дејност која создава одредени економски вредности, одредени параметри. Всушност и начинот на однесувањето и во самата сооблекувална кога користиме одредени локални реторики и така натаму, представува еден начин и мотив на храбрење за постигнување на подобар резултат во второто полувреме. Начинот на однесувањето, таа кохезија помеѓу самите спортисти, пак ќе забелезите на тајм-аутот како се однесуваат, каква е таа комуникација, едноставна реторика која што се употребува е многу поразлична од онаа реторика која што се употребува и начин на бодрење на оние другите клубови, да го речеме тимот на Барселона, Пари Сен-Жермен и така натаму. Тоа е всушност она балкански менталитет, локалистички менталитет кој што и без пари не прави храбри, не прави моćни и ни создава, би рекол, една вонземска енергија, вонземска сила за да успееме во дело. Нивото на мотивација, како што вели Нанев, без пари? Вардар тргна, нели, со сите добиози, немаат плата земено, Самсоненко излезе со прилично симптоматична изјава дека ќе го напушти или нема да го финансира. Кој е тој инат што ги натера, тука нема балкански инат, што ги натера интернационалците да им кажете, сега ќе видите Вардар што знае. Да. Тоа е таа така наречена оптимална мотивација, да се излезе на терен и да се остави срцето. Значи, тоа го имаат само оние спортисти кои што се вистински професионалци, затоа што мотивацијата е еден сложен процес. Мотивација немаме само финанси, имаме во однос на постигнување на резултати, но во само потврдување, само актуализација, па сите тие луѓе вчера од други земји се само актуализираа. Караджи стана MVP. Сите други што постигнаа резултати, значи самата држава ги само актуализираше, а тоа е највисокото ниво во процесот на мотивација. Тие се само потврдија во нашата држава, меѓутоа они го постигнаа највисокото ниво на мотивација во однос на доживување на оптимална мотивација, не во смисла ајде сега ќе одиме, мораме да ги победиме, па потоа да изгорат во желбата за победа. Затоа што тука е замката, значи тука е науката. Кога ќе влезете во такви клучни ситуации, клучни моменти, вие морате да имате оптимална мотивација од една страна, а друга страна да владеете со своите емоции. Знаете што? Тоа е врвот. Добро, поштовани гледачи, Лазар Нанев, познат правник и човек кој пишува за се што се врзува со културата и бонтонот на навивање, и деканката на Факултетот за физичка култура, која исто така е вклучена и со своите спортски квалитети и со својата едукативна смисла како, меѓу другото, да менаџираме со успеси. Ова книга «Спортски менеджмент», што имаат напишано Иван Анастасовски, Ленча Лесовска-Величковска, Лазар Нанев и Милан Умовски, ќе биде промовирана кога, Нанев? Во четвртот. Во четвртот, добро. На факултетот. Тоа е само еден повод, но овој наслов ми дава за право, веднаш по рекламите го поставам прашањето, што тоа на Вардар и кон Вардар ни треба во димензијата на спортското менеджирање. Дали со една корпорација како што е Вардар може со стереотипите на управување спортските клубови да настапуваме. Реклами, а потоа повторно сте со Ленча Лесовска и со Лазар Нанев. Здраво, драги гледачи! Јас сум само една од добрите бактерии во Диа-100 Пробио. Со одветен при патувања, употреба на антибиотици, при диарија и надуеност. Диа-100 Пробио за вашите стомачни тегоби од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Сите ваши сметки и плаќања на едно место и со еден допир. Бесплатно мобилно банкарство. Евростандард банка. Секогаш на дланка.
Само за вас, од 27 мај до 9 јуни, купувајте со поен плюс картичката на Тинекс и добијте 3 пати повеќе. Скараджиски колбаси 1 килограм 190 денари, плюс 20 поени. Маслиново масло Муел Олива 1 литар 289 денари плюс 100 поени. Средство за дрвени подови Пронто 1 литар 165 денари плюс 200 поени на вашата поен плюс картичка. 25 години инспирирани од вас. Тинекс. За вашето осигурување не размислувате често, но секој ден живеете со спокојот што ви го дава. Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштетете до 40% со новиот пакет Триглав Комплет Плюс. Триглав осигурување. Вардар ја донесе во Скопје втората ракометна титула на клубски првак на континентот, но сега остануваат другите премрежја. Според моите колеги спортски коментатори, речиси половина од актуелниот тим има во джеп нови договори надвор од тимот. За волја на вистина, премиерот Заев и владата интервенираше денеска со едно 600 илјади евра или над половина милион евра интервентно, но тоа е само гасење на пожар. За еден ваков европски клуб треба најмалку 3 до 4 милиони евра, барем од она што јас сум го слушал Самсоненко и другите. Што е тоа? Како треба се менаџира? Како е возможно сега да го сочуваме Вардар како синоним на тој борбен дух што се појавува и дома и победнички? Како да се менаџира и како да не ја доживееме судбината на Кометел, која не однесе во врвот па се распадна. Знаете, значи ги имаме сите сега предуслови, уште финансии. Значи играчите сами кажа дека се чувствуваат како македонци, сакаат да останат. Не знам, еден од нив кажа дека сака и пасош, ни му даваат, значи да се направи напор и тој пасош да добие. Значи ги има сите услови што е основа за постигнување на резултат од страна на менаџментот до играчите. Она што значи финансии, тука сега треба сите да помогнат, секако сите големи стопанства. Кој е моделот на финансирање во ваквото спортско менаџирање? Јас не би навлегувал како и на кој начин Самсоненко ги донел или ги обезбедил финансиските средства за финансирање на ракометниот клуб, меѓутоа покажа една вештина во која што науката заедно со спортот ги комбинира и покажа едно совршенство во дело како се менаџира еден спортски колектив кој што навистина Вардар беше добар ракометен клуб, меѓутоа изворените успеси или двете европски титули настанаа како резултат на совршенството во делот на спортското менаџирање и целокупната логистика. Како навивачи или како обични граѓани кога го гледате на малите екрани или на спортскиот терен, ракометниот надпревар, вие ќе забележите дека тоа всушност представува додавање на топката, давањето на голови, аплаудирање, навивање и така натаму. Меѓутоа, за да го достигнете таквото совршенство, зад вас стои целокупната логистика, со огромен број на луѓе, со огромен број на ресурси. Тука е инфраструктурата, тука се финансиските резултати, платите, обезбедувањето на семејствата, на децата, плати и така натаму. Значи, застанува еден цел тим кој што всушност го менаџира управувањето на самиот клуб. Во светот постојат најразлични модели за финансирањето на спортските клубови, исклучително и ракометниот клуб. Пред се тоа се дали станува збор за конвенционален или неконвенционален модел, или во Европа генерално постојат 4 модели кои што се практикуваат. Тоа се земјите од Северна и Западна Европа, каде што имаме некаде учество 20 до 30% на
приватниот јавниот сектор во делот на финансирањето на спортските клубови, меѓутоа и 20% учество на граѓаните преку соодветни донации кои што ги дефинира во законската регулатива државата. Понатаму ги имаме моделот на финансирање кој што ги опфаќа медитеранските земји, тука се Италија, Малта, Кипар, Грција, Шпанија, во кој што тој однос изнесува помеѓу 10 и 15% од јавниот и приватниот сектор. Понатаму го имаме моделот на Рајмон во кој што учествуваат исклучително земјите од Источна Европа, Литванија, Естонија и Швајцарија, и го имаме моделот на Западниот Балкан, BCB или така наречен бизнис модел, во кој што најголемиот дел на финансирање или донации, односно спонзорирање на спортските колективи, доаѓаат од државните донации, тоа се државните субвенции, и некаде околу 50 до 60% од средствата кои што доаѓаат од спортските кладилници, односно спортските обузувалници. Го менаџираше, тамо нема државна субвенција кај се. Апсолутно, меѓутоа, значи Самсоненко имаше модел на собствено финансирање, односно менаџирање на ракометниот клуб без било каква државна донација. Барем ние не знаеме, нели, во овој момент дали државата во изминатиот временски период издвојувала или не, меѓутоа знам од она кој што пишување или од официјалните резултати кои што ги имаме, што се објавени, дека во најголемиот дел бизнис секторот изминатиот временски период донирал одредени финансиски средства. Во моментот кога минатата или на почетокот на оваа надпреварувачка година, Самсоненко кажа дека јас веќе немам доволно финансиски средства да го финансирам ракометниот клуб за да обезбедувам врвни резултати. За да се обезбедат врвни резултати, финансиската конструкција е различна во зависност од видот на спортот. Значи, да го земеме фудбал, сигурно се тоа 100 милиони евра, 100, 200, 300 или 500 милиони евра, за разлика од ракометот за кој што да добиете вистински овој резултат, сигурно требате околу 10 до 20, можеби и 30 милиони барем за наши домашни прилики. Тие финансиски средства се покажале дека Самсоненко ги имал изминатиот временски период, меѓутоа во наредниот временски период, заради тоа што за разлика од фудбалот каде што финансирањето во спортот е исплатлива инвестиција, двократно или трократно, преку освојувањето на одредени високи спортски резултати. Ако вие играте, бројот на надпреварите или остварите европска титула, 10-кратно ќе ви се вратат тие. Само за информацијата, Ливерпул за остварувањето на шампионската титула од страна на Европската фудбалска федерација добива 350 милиона евра. За разлика од тоа што Вардар, кој што ја освојува европската титула, ќе добија од неколку илјади евра. И тоа се символични финансиски средства. Јас очекувам дека BCB моделот кој што го практикува и нашата држава преку државни донации ќе се промовира, односно ќе се надоградува преку новите законски решенија. Ама ние го имаме... дали нам ни треба државни донации или ни треба пристапот на општествените и корпоративните донации? Државните донации се краткорочно решение секаде во светот. Значи, нам ни треба развивање на модел на приватно партнерство, односно учество на најголемите економски корпорации во државата. Јас со колегата Иван Анастасовски пред некоја година предложивме до законодавниот дом измен на две законски регулативи. Најпрво преку остварувањето, односно земање на 10 до 20% од проценти од вкупниот профит од кладилниците. На годишно ниво, ќе ви дадам само една информација, од 40 до 60 милиони имаме чист приход остварен од страна на облажувалниците. 10 милиона или 20 милиона евра се огромни финансиски средства доколку се одлијат. Или, ако го земеме моделот на источноевропските земји кои што наголемо го промовираат, а тоа е земањето на колачот, каде што комерцијалните банки го остваруваат во текот на годината. Но само има една работа што сакам Алексовска да ми го каже. Ние зборуваме за врвен спорт. И се покажува дека не треба да бидеме оптоварени, дека е лесно ако има слободни играчи да ги донесеш, да бидат македонци, да бидат тоа што сакаат да бидат така натаму, но е факт дека спортот по својата физичка и генетска конституција се создава со младите поколенија. Имаме ли ние образовна и воопшто спортска култура да создаваме предуслови за развој на
на младите за врвни спортски остварувања? Видете, бидејќи имаме резултати, европски резултати, значи имаме, не можеме да кажеме да немаме. Меѓутоа, јас сум секогаш за да се направи уште подобро, да се направат уште поголеми промени. Ако ние велиме дека движењето е биолошка потреба на човекот и дека тоа постои уште со самото раѓање, па се до завршување на животот, дека мора секој човек да се движи и од физиолошки и од психолошки аспект, се лачат хормони на задоволство, на среќа и така натаму, значи луѓето со самата физичка активност го намалуваат ризикот од болеста, а се посреќни. И сега, во сите тие воспитно-образовни процеси мора да се направат промени кои што кореспондираат со современите тенденции кои што не нападнаа. Ако не нападна компјутерската технологија, децата се на мобилни телефони, децата имаат седентарни навики, ја нема веќе улицата. Значи имаме деца со неверојатно зголемен деформитет. Светската здравствена организација беше тука и даде препораки. Исто така јавно здравје излезе со алармантни податоци дека 60 до 70% деца во 6-то оделение се со деформитети. Што е причина? Секој трето дете е дебело. Немаме стручен кадар кој ќе анимира младите за спортски надпревари? И празни седат салите? Не имаме, треба да се направи промена во системот. Морам да потенцирам дека имаме еден позитивен импулс од премиерот и од министерот за образование, дека ќе се направи системска промена, а промената е не треба да сме волку паметни, туку можеме да видиме што прават соседните земји. Словенија, која што е врата кон Европа, пред 15 години воведува тандем наставници, професор по физичко и оделенски наставник заедно го изведуваат часот по физичко. Добро. Прават програмиран тренинг, ја зголемуваат спортската култура, ги посетивме, навистина еден проект кој што заслужува да влезе во нашиот систем и на крај на криштата се направи некоја реформа за здравјето на децата. Добро, Алексовска и Нанев се ваши и мои гости. Поштовани гледачи, од овој момент почнува граѓанскиот форум. Бујрум, повелете за коментари и за ваши сугестии. Пред воопшто да го вклучам првиот гледач, Нанев, мислам дека имате мала реплика кон мене или кон јавноста? Не, воопшто во делот на ова дискусијата од аспект на моделите, најдобрите модели на финансирање. Знаете, ние како држава имаме централизиран модел на финансирање или начин на организирање на спортот. Тоа се покажа како недобар модел кој што се практикува исклучиво во земјите од Западниот Балкан. Во компаративните искуства кои што ги анализира Холандија или земјите од скандинавскиот дел и Западна Европа имаат сосема поразлични модели на децентрализација, каде што 70% од финансиските средства и од страна на менаџирањето на спортот е на локално ниво. Добро, каде што Нанев, да не го доведеме тоа, мислам Вардар е во фокусот, иако спортското менаџирање концентрирано меѓу другото и како Вардар да опстане во оваа ситуација. Мислам дека имаме и гледаш. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Сакам да се уклучам во дискусијава што ја водите. А и ме потикна присутниот кажа за она како би можело да се помогне за финансирање на речимо на клубовите. Ево за ракомет, например. Ние имаме европски првак, а замислите на утакмиците, она сала мала таму на Јане Сандовски не е полна. Што би требало да се направи? Нешто што прават, например, Норвешка, Шведска. Ми имаме фирми поголеми. Алколоид. Може ли Алколоид да издвои 100 карти во рокот една година да ги поклони на своите работени? За тоа може да се, ја измислувам сега. Синдикатот, например, да ги дели тие 100 карти. Ја реков 100, може да биде Алколоид. Добро, да не ги вулгаризираме работата со тоа. Во што е штосот? Да немаме празни сали. Ние имаме, нашата репрезентација игра за колку? Немаме со 500 гледачи. То мора да се направи нешто, да почнат луѓето да се интересира. Не знам дали ме разбравте. Добро, само еден момент, ви благодарам многу, ве разбравме, но ми дававте провокација за следната констатација. Во моментот кога Вардар слетува и почнува општа граѓанската веселба и ова,
игра женската репрезентација ракомет квалификации. Во Борис Трајковски празна. Јас се обидов да сугерирам на оден начин, отворете ги вратите и тој народ тамо што беше, нека отиде еден саат да ја бодри женската репрезентација. Значи, ние не знаеме да создадеме амбиент, да ги напуневме салите со деца, со студенти и да се создава амбиент на лојалност, амбиент на спортски дух и така натаму. Чонски, тоа е култура на однесување, култура на припадност и сакање. Ја ќе ви направам само една споредба паралела. Заедно со колегата Иван Анастасовски бевме гости на Фудбалската федерација на Англија, игра Англија и Андора. Знаете, Андора, мала земја, малски фудбал и така натаму. Играат за нашето истражување, го следевме целокупниот дел на организација и така натаму, се полни стадионот Вембли, 100.000 гледачи. Ние зачудени. Ако тоа се случуваше во Македонија, ќе имаше некаде едва 1000 до 2000 гледачи. На прашањето до председателот на Фудбалската федерација што се случува и зошто се присутни 100.000 гледачи, велат овие гледачи не се дојдени да ги гледат репрезентативците на Андора. Овие гледачи се дојдени да ги гледат собствените идоли, репрезентативците на Англија, да ги бодарат. Апсолутно не е битно дали ќе игра со Андора, дали ќе игра со Шпанија. Ние се уште немаме чувство на, да знаете, на препознатливост, на свеста дека треба да се бори националниот тим. Тука е она ментална трансформација за која што ќе ни треба она што кажа и Ленче, она психологија на учењето на децата уште од прво оделение, дека треба да се сака собствената нација, собствените идоли. Да им дадеме шанса на гледачите. Нане, добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Како прво, господин Чомовски, поздрав до вас и до гостите. И најпрвен ден честитам на сите муслимани во светот. Празник од Бајрам, пошто и јас сум еден, но пред се сум македонец. Значи, верата менува нацијата останал како македонец. Малку погласно ве молам само. Така. Сакам да ве поздравам и малку да ги поздравам нашите герои воедно, што им донесува голема победа. И малку се разбират, малку критика да дам до сегашната власт во врска со спортот. Затоа што жалосно беше ниедна македонска куќа не даваше во живо преносот од ракометот. Стварно тоа е голема критика и жалосно е што се случи. И сега ја сакаме зошто немало или тие зборувале вака, па биле секој еден си ја кажува својата вистина, сакам да му кажам до јавноста, ние остануваме како македонци. Името може да се користи за надвор како што беше до вчера БЈРМ и слично, но денес некој да ни го наметнува тоа име, нема да дозволиме. Имате убава вечер. Добро, ви благодарам многу, љубезно, и јас да ви честитам, бидејќи сте македонец муслиман, да ви го честитам Рамазан Бајрам и на сите наши гледачи. И јас се придружувам на честитките. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Добро вечер. Иван Андреевски. Ало, кој? Добро вечер. Добро вечер. Иван Андреевски да познава. Здраво, Иване, молим те, ајде барем ти си телевизиски човек, намали го гласот. Иван Андреевски. Го намалувам тотално. Ајде, повели. Да. Прва работа, одлични гости, одлична тема. Секој е чест на ракометарите. Меѓутоа во спортот не е само ракометот. Ние треба да имаме добар фудбал, добар и све живо и диво, да не зборувам колку спортови има Олимпијада. Да ви кажеме на работа. Сите новина, јас бев член на Совет за радиодифузија. Денеска, да бев член уште во Совет за радиодифузија, јас ќе му ги земев лиценците на сите телевизии во Македонија, а прво ќе укинем македонска телевизија. Како е можно? Чом? Ние да не можеме, ама некој го купил, да не можеме да пренесиме врховски надзор. Не само овој пат, и кога има репрезентација, има закон за тоа. Прво, јавниот сервис се нуди. Ако нема пари, ќе го купиш. Дали ме разбирате? Срамота и се чекаме таму, коментаторите дојдоа, јас
космополит, не ме интересува ни вера нација, али кај се нашите спортски новинари? Кај се, вие сите се, како се вика, лиценци имате за цела Македонија. Да немате пренос? Дали ме разбираш што кажувам? Има една работа, Иване, има една работа која им забележувам на моите спортски коментатори. Лошата проценка за годишниот план, за повеќе годишниот план за пренесување спортски, подценувањето на квалитетите на Вардар и подценувањето, ајде, кој е тоа Final Four. Мора да го прогнозираат, без оглед дали Вардар беше на 8 и 10 место, дека е возможно да биде изненадување, дека мора пред година дена да размислуваат како тоа што се прави за Олимпијадите. Повели? Џом, Да. не подценувам никого, човече. Јас се подценувам себе си од мојата јавна сервис, јавен, ти мора да ги примиш врхунските резултати, одnosno ги пренесуваш. Каде е МРТВ, кај сте сите вие што имате лиценци за цела Македонија? Дали ме разбираш? Да. Тоа е едно. Второ, кај се тие спортски новинари наши, па овојте се истрагнати, иако не бидат некој финален меч за европски шампион. Дали ме разбираш што така? И трето, не е само едно, овај спорт е традичен, порано беше, ако сега постав во Битола, па сега Скопје се преброни, али поентата е дека не може една ластовица да прави све. Не може. Каде ја се тикат? Каде е најба темпо да изборувам? Каде е футбол? Мислам, имам милион спортови и тука треба една поинаква политика да се води. Да. Добро, Иване, ти благодарам. Ти Ти благодарам многу. Има една работа која е сега важна, и вас ве прашувам. Џабе меѓународен спорт, ако Вардар нема домашна конкуренција, ако не се разигрува, ако ние не го шириме, без оглед дали Вардар е Македонија или Скопје, зашто не е и Пелистер, значи, зашто на одреден начин Металург, Тив кој изумира и тој ревалитет кој е нормален процес. Да, тука треба да се направи една генерална акција, значи во однос на сите сови. Добро кажа гледачот што се јави, значи не е само ракометот и фудбалот и кошарката, значи женска кошарка имаше неверојатно во 5000 народ. Каде е, кај се луѓето? Ги нема луѓето во салите, ги нема на трибините. Значи сериозна анализа треба да се направи зошто е тоа така. Прво, значи треба да направиме една анализа, а потоа да го повикаме народот со културно однесување, со културно навивање, секој да си го донесе своето дете, да бидат модели спортистите и самата социјализација да се поттикне од една страна, а од друга страна државата да ги поттикне сите тие големо стопанственици да финансираат клубови. Затоа што без финансии не може да се опстане. Ние зборуваме тука сега за едно многу високо ниво, каде што спортистите немаат 8 месеци плата земено и го ставија срцето на терен, меѓутоа ние немаме основни услови во одредени клубови за да настапуваат на локално ниво, а тек на меѓународно. Добро вечер за следен гледач. Добро вечер. Повелете. Малку слабо ве слушам, тонот не е баш добар, но добар. Вака се на надпревари не одам одамна, затоа што постојат хулигански навивачки групи, кои едноставно ми смета. Јас наместо да одам да гледам ракомет, фудбал, кошарка, јас треба да ги слушам нив како навредуваат некого на национална основа, како се пресметуваат меѓу себе и така натаму. Нема што да бараме ние, да речем, нормалните луѓе таму. Така. Второ, не, чекайте да ви кажам, немојте навивачите да ги сметаме за ненормални. Сега, прашањето на екстремностите е друго прашање. За тоа треба сите заедно како општество да се грижиме. Поверете. Ама, видите, ја сум одел, уште како дете со татко ми сум одел на Вардар работнички, немало такви испади. Денеска, ако не се степаат на некој надпревар, ако не почнат да палат тие факели и всякакви работи, нема ни да ги има на телевизија тие надпревари.
Значи, ние што бараме сега на тоа гладиаторски надпревар? Тепачки, што барам јас да гледам тоа? Мислам, башка си ја загрозуваме собствената сигурност. Од друга страна, ми смета тој хибриден спорт што го имаме ние. Значи, еве сега Вардар, колку ја се радуваме, 90% се странци. Значи, господјата убаво кажа да ги вратиме бедачите на трибина, ама кога да гледам јас таму? Значи, порано ко сум бил како мал, во Работнички град, двајца мои комши. И јас идев да ги бодрам, значи, знаев кои си играчите, се знаевме некако меѓу себе, Скопје не е, тогаш не беше ни голем град толку. Сега доаѓаат, си ги земаат парите и си одат. Сам преку спортот кај нас се перат многу пари, да не потенцирам што како, ама тоа веќе не им интересно на гледачите. И Меси и Роналдо да дојдат у Вардар да играат, ако дојдат само за една сезона да истрчаат по треват и да си отидат, што имаме ние од тој спорт? Значи, ние, нашите млади ги нема во спортот да тренираат, да успеваат нешто, ги држат на страна. Добро. И не ми е мене тоа интересно, веќе си пуштам Евроспорт и си ги гледам тие големите звезди, што морам да идам на надпревар. Значи, додека нашите млади не ги донесеме да вежбаат, да станат тие звезди и да се радуваме целосно на нив, значи, а не само тие 90 минути гледам фудбал, ај со здравје сум потполно утикет нешто, кецу и тие работи и си одам дома. Значи, добро, ви благодарам многу, љубезни сте што се јавивте, да дадеме шанса во наредните 5-6 минути уште некој да искоментира. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Овака, ви одговорил преска, ја спомнавте женската репрезентација на Македонија, зашто имаше малку гледачи. Пак би рекол дека е до организацијата грешка, затоа што зашто у Скопје, зашто да не се играше на треварот во Битола, зашто да не се играше во Охрид, зашто да не се играше во Велес, каде што сигурно ќе имаше многу поише навивачи и ќе си ја подребне нашата женска репрезентација. Ама има една работа, меѓународните асоциации имаат своји стандарди за организирање такви надпревари. Апсолутно, ние ги исполнува, зар Битола не исполнува... Добро, не спорам ништо. Повелете. А таму се одржуваат светски првенства. Да, тоа сум 100% сигурен. Втора работа, честитки, значи, до Вардар и викате кој е моделот за спас на Вардар. Значи, според мене, би требало да си остане природен тек да си се одвиваат работите. Тие си се професионалци. Ако си имаат договор понатаму, тие ќе си отидат, си отиде и Циндрич, си отида и испанците, па дојде Шурве, па дојдоа други и покажаме дека може со добар тренер, со добра организација, да си имаме ние врвен тим. Зашто да не биде понатаму блокот Техна, си влезе од блокот Техна како у кошарката се ја зборам, или Eurofarm во Битола за ракометот, си го финансира тимот, ако добро се сеќавате, ти игра и со Хановер, игра и со чеховски медведи, значи имаме ни успеси и во други градови и со други тимови. Нас ни треба на Работнич, на Вардар, Металург, зар немаше навивачи, или на Пелистер Вардар, или на новиот тим од Битола, што е со Вардар или меѓу себе. Значи, не е проблем, ако е популарен спорт, да има навивачи. Навивачи секојаш имаме. Со тоа што се сложувам, јас дека треба да се испоренат апсолутно тие навредливи пароли, затоа што задутре да појдеме сите да си ја бодриме македонската репрезентација, каде што Адем игра со срце за Македонија, Муслију игра со срце за Македонија и уште други националности, значи го ставаат срцето лиовски за Македонија, ние овдека да вреѓаме по национална основа. Добро. Ние сме ние граѓани на Македонија и државјани на оваа држава. Благодарам многу за овој дел од поентата. Добро вечер за следниот гледач. 23:15, никош не сум отишол до овој термин, ама благодарејќи на темата и вашиот интерес, уште последните двајца. Добро вечер. Добро, ако сте се уморили од спортскиот надпревар, тогаш да привршуваме и во студиото. Добро вечер, ако има уште некој? Не. Режија, благодарам многу за контактите со гледачите во рамките на Граѓанскиот форум.
Алексовска и Нанев за крај ги прашувам. Која е смислата за менаџирањето со врвниот спорт? Што тоа треба да направиме, да стигнеме до врвен спорт и да го менаџираме? Имаме ние позитивни практики, имаме позитивни модели. Вардар навистина има странски играчи со кои што победи. Имаше, мислам дека 20-тројца во неговите редови. Исто беше и Кометал. Меѓутоа, она што е суштинско е дека тие понудија идоли кај децата, децата да се идентификуваат со вакви големи херои, дека постои Европа, дека можеме да направиме ваков сон, ваква магија. И уште подобро што можеме да развиваме школи. Значи Вардар, јас знам дека има школи и јуниорски, и кадетски, и младински и така натаму. Мислам дека има и Металург. Добро е што и Вардар и Металург имаат школи Вардар 1 и Вардар 2, играат во лига и во Суперлига и сите тие млади таленти навистина не треба да седат на клупа, туку баш напротив, така да добијат искуство, квалитет и фактички овој модел што го имаме сега со странците, да го направиме како модел со наши спортисти од нашата Република Македонија. Значи, фудбалски сојуз, ракометен сојуз и кошаркарски сојуз во Македонија, без оглед на одредени слабости и со оглед на резултатите, сепак се покажуваат како и одбојкарски како сојузи кои воспоставуваат некои менаџерски способности, манифестираат менаџерски способности. И карате федерацијата не ја заборавиме, имаме европски шампион, Емил Павлов, така да и таму има добар менаџмент. Имаме добар менаџмент, меѓутоа мислам дека уште повеќе треба да бидеме професионалци во секој сегмент, да покажеме респект спрема секоја стручност, спрема секоја експертиза. Значи тоа ни фали, мислам дека во процесот на менаџмент. Мислам дека Вардар покажа одредена вредност, сосема многу поразличен начин на однесување и практикување на спортот. Дефинитивно, науката мора да влезе во спортските клубови. Научниот пристап, научниот начин на организирање, на менаџирањето треба да се искористи, бидејќи тоа ги покажува врвните резултати. Ги слушнав и гледачите и оноа што го дебатиравме. Врвен спорт или успешни европски светски резултати, особено во колективниот спорт, не може да се оствара доколку не учествуваат и припадници од другите националности, мислам од другите држави, што значи дека доаѓа до израз пред се начинот и стилот на менаџирањето. Меѓутоа, и покрај колку вие сакате да имате успешно менаџирање, сепак нештата се сведуваат на обезбедувањето на финансиските средства. И Реал и Ливерпул ќе пропаднат без странците, да речем условно. Сега вака, без оглед на генетиката фудбалска и на Англија од 11 играчи колку се во Барселона и во Ливерпул шпанци или англичани, нели? Знаеме дека 90% се странците. Всушност и тој успех го покажуваат и во времето кога играше ракомет Ѓорче Петров, најдобрите резултати ги покажа кога имавме исклучително добри квалитетни ракометарки кои што доаѓа од надвор, не? Но меѓутоа на крајот сепак нештата се сведуваат на обезбедувањето на финансиските средства. Ваучер системот се надевам дека ќе покаже изворни резултати и мислам дека прв пат ова е одлична можност. Политичките елити заедно да седнат, да ја договорат стратегијата која што нуди економски ефекти и економски вредности за нашето општество. Да ги седнат на една маса сите успешни менаџери, бизнисмени во нашето општество, а и како има успешни менаџери кои што знаат, да речеме ракометот. Не случајно ракометната репрезентација е успешна приказка. Зошто? Заради тоа што во себе и со Федерацијата ракомет е успешен менаџер, директорот на Алкалуит, кој што своите професионални менаџерски способности ги манифестира и во спортската организација. Тоа е навистина успешната приказка и јас се надевам дека и со децентрализацијата на спортот, бидејќи еден од гледачите напомена, ако вие го менаџирате времето, ако вие менаџирате простори така натаму, тоа ќе имате успешни резултати. Државата мора да децентрализира со изградба на спортски капацитети и спортски ресурси и во останатите градови.
Бидејќи ако имале добри ресурси, добра спортска сала која ги исполнува меѓународните стандарди услови во Пириле, Битола, Велес и така натаму, на овој ракометен надпревар ќе имало 5-6, можеби и 10.000 надпревари. Тоа е значи целокупниот сегмент кој што се однесува во делот на менаџирањето и затоа се надевам дека Вардар како успешна приказка ќе биде еден од предизвиците како треба да го менаџираме спортот и во нашата држава. Добро, тоа беа Ленча Алексовска, декан на Факултетот за физичка култура, и Лазар Нанев, меѓу другото коавтори на спортски менеджмент, нова студија која ќе биде промовирана во четврток. Ви посакувам уште такви студии. И се разбира... И поканети сте да дојдете. И се разбира, очекувам дека еден ден ќе преземете одговорност и за менаџирање со некој спортски клуб. Да се надевам. Благодарам многу, поштовани гледачи. Малку ве одвлеков од делот од вестите, но нема ништо посебно на овој ден на Рамазан Бајрам, посебно се разбира во Македонија. Уште еднаш се одјавувам со честитка до сите наши сонародници кои денеска го прославуваат Рамазан Бајрам после едномесечно тренирање на духот и на телото со големиот пост. Пријатна вечер од мене.